театарот во Куманово годинава одбележува јубилеј 75 години од неговото формирање. За културните активности и богатото културно лето во Куманово. Денес гостин во нашата емисија Саша Тодоровски, директор на Центарот за култура, Трајко Прокопиев од Куманово. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата. Добар ден, благодарам на вас и поздрав до вашите гледачи. Како патувавте од Куманово? Имаше ли гужва на влезот во Скопје? Имаше малку на почеток, сега се расчисти добро. Куманов, така близко сме. Кумановци секогаш ја негувале културата и театарската уметност. Генерации наназад биле дел од театарот. Објектот е стар веќе 75 години. Так. Во фаза е на реконструкција и адаптација. Так. Кога конечно кумановци ќе може да уживаат во овој убав објект? Така. Куманово има театарска традиција, кумановчани сакаат театар. Тој објект е стар, како што рековте, направен некаде 50-тите години. Се наоѓа помеѓу две училишни згради, таму е сместен, прилагоден, адаптиран уште тогаш, 50-тите години. Ние одлучивме дека е потребно тој објект да се реконструира, бидејќи навистина на сите страни веќе и протекуваше и немаше соодветни услови да се работи таму театар. Направивме проект пред 2,5 години, тој проект помина ревизија, значи се пројде како што треба. Побаравме пари од Министерство, завршена е првата фаза и втората фаза од тој објект. Би сакал да кажам позитивно за тој објект во моментот направивме, тој објект имаше само една гримјорна и една читална, каде беа сите актери, тука имаме и албанска драма и македонска драма во театар Куманово, сите актери функционира во таа една, тоа беше и гримјорна и читална. Сега со новиот проект веќе изградено и направено две гримјорни на горниот спрат и две гримјорни на долниот спрат, една голема читална за да може да се создадат услови за актерите кои работат таму и сите луѓе. Сега во моментот заврши јавната набавка за една измеѓу фаза која нарекувавме, бидејќи ни беа одобрени 3.200.000 денари. Ке се работи напред на платото, пристапни рампи, ке се направат некои жардинјери и некои архитектонски работи внатре во театарот и очекуваме идната година да се обезбедат финансиски средства за да може да се замени кровната конструкција. Најбитно е во моментот сега да оди процесот, да се реконструира тој театар, да не застане процесот. Не би можел да кажам кога ќе заврши, бидејќи сето тоа зависи од финансиите колку ни бидат одобрени. Меѓутоа очекуваме дека во следниве години комплетно ќе заврши реконструкција. Сега во моментот сите и македонска драма, и албанска драма, и Центар за култура се наоѓаме во зградата на Центарот за култура. Таму сме прилагодени и таму работиме и функционираме. Така, меѓутоа одлично покажавте дека може да функционирате, иако, како што споминавте вие, сте сите заедно на едно место, ама представите се нижат една по една. Така, да, не велам дека е идеално во просторот во кој функционираме, меѓутоа наоѓаме начин, се прилагодуваме. Има простори за театарот да функционира, како што реков, и македонска, албанска драма кои имаат своји потреби, а тука и Центарот за култура кој има своји потреби, тоа се концерти, изложби и други дејности кои ги нуди Центар за култура, така да е веќе втора година, 3 институции што се вели функционираме во една институција, тоа е Центар за култура Куманово. Така започнаме со јубилејот 75 години так. Театар Куманово. Веќе го започнавте одбележувањето на овој голем јубилеј со представата За кого бијат камбаните, меѓутоа следуваат уште 3 представи во наредниот период. Така. А ние имавме премиерата на представата За кого бијат камбаните, тоа беше на 3 мај. Со големиот маестрален Мартин Кочовски, да ви се направи одлична представа, каде учествуваше целата екипа на театар Куманово. Еве во среда имаме повторно репризата на таа представа, ги поканувам сите гледачи да дојдат да ја погледат таа представа. Тоа е едно вечно универзално дело Ернест Хемингвеј. Навистина очекуваме дека ќе има успех понатаму таа представа. Би сакал тука да споменам дека во тек и подготовката на монографија 75 години Куманово, за која исто така добивме финансиска поддршка од Министерство за култура и од некои спонзори од Куманово, на кои им благодарам. Тоа би требало да се реализира некаде кон крајот на месец октомври, почетокот на месец октомври, веќе активно се работи на прибирање на документација на се што се случувало во театар Куманово во 75 години, бидејќи на вистина има богат театарски живот сиве овие изминати 75 години во Куманово. И еден од омилените актери од Кумановскиот театар, всушност оваа представа заминува во пензија. Така, Горан Илич, актерот кој целиот свој живот го има посветено на театар Куманово, кој се има вградено во театар Куманово,
ова година, некаде во месец јули, заминува во пензија. Неговата круна беше ова играње на представата за кога бидат каманите. Меѓутоа, сепак за актерите нема пензија. Тој ќе се пензионира, меѓутоа тука ќе биде со нас во представите, кога и да биде потребен ќе игра, бидејќи тоа е за тоа тука да игра во представата. Успеа ли своето знаење и искуство да го пренесе на помладите генерации? Мислам дека да, со него имам разговарано многу често на овие теми и навистина има огромно и животно и театарско искуство и мислам дека колку младите сакаат да слушнат и да научат од него што би требало да се знае за театарот, тој може тоа да го пренесува и го знае, бидејќи има знаење околу театарот. 6-та година сте директор на Центарот за култура во Куманово и вие ја продолживте и негувате традицијата на културата во Куманово. Колку сте вие задоволни од посетеноста на Центарот? Објавувате постојано на социјалните мрежи, гледаме дека кумановци, меѓутоа и публиката од околните градови, верувам од Скопје сте највеќе посетени, сакаат да го посетуваат Центарот и сите оние настани кои што се случуваат во него. Така, ја лично сум задоволен од публиката, значи од начинот на кој работиме. Тука не можам да кажам дека сам јас го сработувам тоа, тука имам цел тим околу мене, луѓето, вработените, колегите со кои тоа го работиме за да изгледа така како што треба. Значи имаме театарски представи, имаме изложби, концерти, уметнички перформанси. Значи тука сме за сите потреби на граѓаните и мислам дека граѓаните на град Куманово го препознаат тоа, Центарот за култура, како една културна точка која, како што рековте, го обслужува не само Куманово, туку на нас доста често одиме и во околните градови да гостуваме, Крива Паланка, Кратово, Свети Николе, Штип, а исто така и публиката од таму, а и како што рековте од Скопје, доаѓа на многу настани кои ги организираме во Центарот за култура. Се подигна свеста кај младите дека треба да се посетуваат ваквите настани? Мислам дека да, има свест кај младите сакаат култура, сакаат да посетуваат култура. Така. И сакаат да учествуваат во сите тие процеси на културните избеднувања. Да, изминатиот период имаше навистина многу активности, многу проекти се реализираа во Центарот за култура, ликовни работилници, како што споменавте вие, промоција на книги, но најмногу од себе застапени можеби најмладите. Така, да. Како што рековте, работилници за деца, тоа е еден проект кој го воведовме и на наше големо задоволство го одобри од Министерството за култура да организираме ликовни работилници 2 до 3 пати во текот на годината за најмладите и навистина има огромен интерес кај младите се пријавуваат на една ликовна работилница преку 150 деца. Материјалот е обезбеден на наша страна, тие сликаат тука, ја истакнуваат својата креативност на некоја слободна тема, за тоа добиваат благодарници. Едноставно и на втората, на третата работилница повторно доаѓаат и се тука со нас. Така, најавивме и на почетокот богато културно лето во Центарот за култура во Куманово? Така, да, ќе имаме некои концерти, изложби. Ние концертите започнаме во текот на летниот период да ќе правиме надвор, пред платото. Да едноставно да ја почестиме публиката со концертите кои ги имаме до добрана од Министерството за култура и некои наши собствени финанси, да ги направиме надвор пред платото, да не влегува публиката внатре во фоајето. Еве, летен период имаме надвор културно Кумановско, пред Центарот за култура, така. Што најчесто сакаат да посетуваат во Центарот за култура, односно што е најчесто посетено? Можеби театарските представи, имаше многу убави концерти во изминатиот период? Така, да, еден од најпосетените беше ова година концертот на Нокаут, кој се реализираше пред 2 недели, значи полна сала, 670 луѓе. Вистина беше одлична емоцијата и енергијата на тој концерт. Па не знам, сакаат се кумановци да посетуваат и изложби, и концерти, и театарски представи, и фестивалите кои ги правиме, така да разноврсна програма нудиме од културата, така да имаме посетеност на скоро сите настани. Еден од фестивалите, односно меѓународен фестивал е Денови на комедијата во Куманово, по тоа сте можеби најпрепознатливи, така, да. Кој ќе биде учесник годинава и дали можеби вие ќе настапувате некаде во текот на летниот период? Така, да, ние одевме, гостувавме во неколку града во Македонија изминатиот период, сега најновото е на 28 или 29 со представата Секси лаги во Свети Николе. Пред 2 дена бевме во Кочани, што е една представа која беше минатата година на Денови на комедија, режисерката Драгана Таневска и веќе преку 15 на пати изиграна и кај нас и во целата држава. Програмата за Денови на комедија во моментот се подготвува. Ќе настапат театри од Македонија, од Србија, Бугарија, значи се уште ја правиме програмата од Хрватска,
така да наскоро ќе објавиме, би требало крајот на август, ќе го објавиме лауреатот кој е на Денови на комедија, воведовме и награда Васил Вилјовски, кој додолуваме секоја година на лауреат на Денови на комедија, и тоа ќе го објавиме кон крајот на месец август. Така да, подготовки сме за тој фестивал, кој секако е една круна на целото работење годишно на Центар за култура и еден од најпосетените фестивали, а слободно можем да кажем и најпосетен фестивал во Македонија, без лажна скромност. Денови на комедија, најпосетен фестивал во целата држава. Така, како што рековте, круна на досега се сработена. Доколку сте вие задоволни ако направиме една ретроспектива низ целата оваа година досега сработената? Секогаш може подобро, може поубаво, може повеќе. Јас лично сум задоволен. Се надевам и тимот со кој работам се задоволни. Бидејќи кога имате убав импакт, кога луѓето ќе ви кажат дека нешто добро сте го сработеле, дека тоа било убаво, дека фестивалот поминал во најдобар ред, значи и тоа е една убава сатисфакција за вас дека тоа поминало убаво и ви дава потик да работите. Што недостасува можеби за да бидете поуспешни? Недостасуваат ли можеби повеќе актери? За простор знаеме дека недостасува, меѓутоа ете сме во исчекување на новиот театар во Куманово. Секогаш недостига уметничкиот кадар, односно луѓето кои се темелот на тие работи кои ние ги правиме, секако дека недостасуваат актери. Се надевам во периодот кој следи ќе се обидеме да вработиме неколку актери, бидејќи има навистина многу актери од Куманово, на кој местото име во театарот и во Центар за култура. Тие треба да работат на сцена. Таму е нивниот живот, значи затоа би сакал, доколку е до мене, би сакал сите, кои се невработени актери, сите да се вработат во институциите, меѓутоа такви се условите какви што се, меѓутоа се надеваме дека дел од нив сигурно ќе бидат во тимот на Театар Куманово. Каде патуваше театарот од Куманово во изминатиот период, да споминеме онаа меѓународна соработка? Така. Гостувавме во Бугарија, во градот Ловеч. Гостувавме со театарска представа која направивме минатата година во Бугарија, така да очекуваме идната година, ве аплициравме за гостување во Хрватска и во Бугарија, доколку ни се одобрат тие финансии, ќе гостуваме во тие две држави идната година. Мислам дека споминавме буквално се. Има ли уште нешто што остана за периодот кој што следува? Сакам да кажам дека денеска албанската драма во Театар Куманово започна нивните проби ги започна за представата која треба да излезе некаде 10 јули. Пред неколку дена започнавме со нова детска представа, македонска драма Црвен капа, која треба да излезе некаде исто околу 10 септември, така да се надеваме на едно богата културна есен од како ќе помине летото во Куманово и во Центар за култура Куманово. Така, ова како подготовка за богатото културно лето кој што се најавува традиционално во Скопје, па ние тука ве очекуваме да ни бидете гости, да се разбира, секако очекуваме дека ќе не поканите во Центарот за култура во Куманово. Секако добродојдени сте секогаш и вие и вашите гледачи. Благодарам многу на одвоеното време. Благодарам и на вас.